Наскоро ќе се реконструира 24 километарската патна делница Велеска-Тланово. За овој проект јавното предпријатие за државни патишта го подготвува тендерот за градежни работи и за надзорот на градежните работи. Вие го гледате најновото издание на Урбаните вести. Промоција на дигиталната едиција на добитниците на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Кандидатите Трајановски и Тодоровиќ ќе градат 2 кружни крстосници во центарот на градот. Јакимовски го обвинува Петров, а Куновска ќе гради градинка. Митровски вети изградба на водоводна и канализациона мрежа во Никиштани. Дом со поддршка на кампањата Екологијата приоритет, а СДУ со порака за нивните симпатизери во Битола. Во јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци денеска се одржа промоцијата на дигиталната едиција на добитниците на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Промовирањето на оваа дигитална едиција, која од денес е присутна, ќе придонесе полесно и побрзо да бидат достапни книгите на сите институции кои имаат потреба од нив. Андријана Димитриевска. Денеска беше промовирана дигиталната едиција на добитниците на наградата на Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата во јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци во Скопје. Се работи за дигитална едиција на 50 наслови од 39 автори кои за својот поетски придонес се наградени со наградата Браќа Миладиновци за најдобра поетска книга меѓу двете изданија на Струшките вечери на поезијата. Како што рече директорот на библиотеката Браќа Миладиновци Бранко Цветковски, минатата година беа одбележани 2 големи јубилеја: 150 години од објавувањето на зборникот на Миладиновци и 150 години од нивната смрт. Тој додаде дека за време на одбележувањето на овие јубилеја, дигиталниот оддел на библиотеката ветил дека ќе го реализира овој подвиг, а значењето на оваа дигитална едиција според него е од непроценлива вредност. Според Цветковски, ова значи побрз пристап до електронската верзија на овие книги за учениците, наставниците, наставно-образовните институции, исто така и меѓу библиотеките. На веб страницата на библиотеката Браќа Миладиновци ќе биде ставена едицијата и со тоа таа станува и дел од сите потреби, отворен простор за пребарување и анализирање на овие многу значајни книги кои се дел од македонското културно наследство, а без кои не може да се замисли ниту една антологија на македонската поезија. Во ваква пригода достојно е да се споменат имињата на оние кои ќе остават трајни впечатоци на најголемиот светски фестивал што се одржува во Струга и пред се во ризницата на македонската култура. Се работи за авторите од постара генерација како Матеја Матевски, Богомил Ѓузел, Влада Урошевиќ, Петре М. Андреевски, како и од помладата генерација меѓу кои се Весна Ацевска, Никола Маџиров и други. Беше доделена првпат и ново установената награда Браќа Миладиновци. Ја доби Матеја Матевски за збирката Рамноденица, каде што во едната од песните со наслов Езеро ги има и оние страшни и незаборавни стихови: каде и да потече зиде, кај да се насмевне ноже. Она што на нашиот град му се случи во јулската катастрофа беше само една од потврдите на пророчките способности на поезијата. Од тогаш секоја година на Струшките вечери оваа награда осветлува по уште еден нов слој на богатствата што поетите постојано ги внесуваат во азното на современата македонска поезија. На денешната промоција во Скопје присуствуваат 29 автори од вкупно 39 кои се застапени во едицијата. Акцијата Здравје за сите, градска средина на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје денеска во трговскиот центар Лептокарија на околу 300 граѓани им го измери притисокот, шеќерот во крвта и телесната тежина, при што најавија ваковите акции во останатите скопски населби. Акција за контрола на здравјето на населението, се мереше крвниот притисок, проверка на шеќер, тежина, висина на населението, една рутинска контрола на здравствената состојба на населението. Имаше ли интерес од страна? Да, имаше голем интерес од страна на граѓаните, доброволно и заинтересирани бе и пред време обавестени.
Во рамки на хортикултурното уредување на јавните површини, а во пресрет на денот на пролета, општина Илинден организираше акција за садење дрвца и цвеќиња во дворовите на домовите на култура во Кадино и Бујковци. Околу домовите на културата во Кадино и Бујковци се засадени над 100 садници од јасен, чемпрес и црн бор, како и повеќе украсни цвеќиња кои дополнително ќе ги разубават јавните површини. Предвидено е акцијата за раззеленување и разубавување на општината да продолжат и во наредниот период во сите домови на култура. Кружни крстосници на две нивоа најавија денеска кандидатите за градоначалници на Скопје и Центар Трајановски и Тодоровиќ. Првата ќе биде на вкрстувањето на јужниот булевар со булеварот Климент Охридски, а втората на крајот на булеварот Кочо Рацин, односно на подвозникот кон Црниче. Две нови кружни крстосници ќе никнат во центарот на градот. Првата на вкрстувањето на јужниот булевар со булеварот Климент Охридски, а втората на крајот на булеварот Кочо Рацин, односно на подвозникот кон Црниче. Овие кружни крстосници ќе бидат на две нивоа и ќе чинат околу 4 милиони евра. Ова денеска го најавија кандидатите за Скопје и Центар од коалицијата за подобра Македонија, Коце Трајановски и Владимир Тодоровиќ. На земјиштето над булеварот ќе се изгради деловен објект, а булеварот ќе се спушти онака како што е предвидено по генералниот урбанистички план, 6 метри надолу. Трајановски истакна дека во тек е избор на проектант кој ќе го проектира проектот. Работиме на избор на проектант кој што ќе ги проектира овие две сообраќајници, така да паралелно кој ќе биде изграден Јужниот булевар долу, ние ќе мора да ги изградиме овие две сообраќајници, инаку тоа ќе биде мртов булевар, ако нема влезови излези во него соодветни онака како што треба според генералниот урбанистички план. Кандидатот за градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ изјави дека ова сообраќајно решение за скопјани е од голема важност. Значи граѓаните на град Скопје ќе добијат навистина можност побрзо да се префрлуваат од северо-запад кон југоисток и обратно од југоисток кон северо-запад, особено кога ќе биде и другата подземна сообраќајница што вчера ја промовиравме, а тоа е поред реката Вардар. Со ова сообраќајно решение со спуштен кружен булевар и со подземна сообраќајница од мостот Гоцеделчев до комплексот Банки целосно ќе се растовари сообраќајот во Скопје за следните 40 до 50 години, истакна Трајановски. Кандидатот за градоначалник на општина Карпош Стефчо Екимовски денеска истакна дека основното училиште Јана Москоменски, иако изградено во времето на Андреј Петров, парите се уште ги враќа тој самиот. Неговата против кандидатка Јагна Лакуновска вети изградба на нова градинка. Елизапета Дамјановска. Стефчо Јакимовски, кандидатот за градоначалник на општина Карпош, денеска реагираше на изјавата на неговиот против кандидат Андреј Петров, кој тврди дека го изградил основното училиште Јана Москоменски. На ова денеска Јакимовски изјави дека е точно, од училиштето е изградено во времето на Петров, но средствата потрошени за изградба се уште ги враќал тој самиот. Ова училиште најпрви се запали и од тие причини мораше тоа да се прави. За ова училиште владата даде 35 милиони. Јас како градоначалник имам вратено досега кредит од 30 милиона денари, а целото училиште кошта чини 100 милиона денари. И не ми е воопшто јасно како тоа мисли дека Андреј Петров го изградил основното училиште Јана Москоменски, кое што е изградено дел со средства од владата на Република Македонија и дел јас како градоначалник кој што плаќам долгови за изградба на ова училиште. Јагна Лакуновска најави изградба на градинка во Карпош, позачувајќи го проблемот со недостаток од градинки кои ќе ги згрижат децата од најмала возраст. Во Карпош има 4 градинки во кои се згрижени 2000 деца, а тој капацитет не е доволен, бидејќи имаме многу дечиња. На пример, во Жданец, Злокуќани, Бардовци нема градинки и ние во нашата програма предвидовме само една градинка, но ќе даде Господ и повеќе откако јас ќе станам градоначалник на Карпош, изјави денеска Јагна Лакуновска. Дом во целост ја поддржува кампањата на коалицијата Екологијата приоритет, која е составена од 13 еколошки невладини организации. Додека пак СДУ на денешната пресконференција им порача на своите гласачи и симпатизери да не гласаат за Клаудија Лутовска и Менде Диневски од Битола. Томислав Атанасовски. Демократската обнова на Македонија Дом денеска ги поддржа заложбите и кампањата на коалицијата Екологијата приоритет, составена од 13 еколошки невладини организации. Историското загадување од старите фабрики со валкана технологија, направено пред многу децении, во 13 општини, не може да се реши само по себе. Потребна е решителна акција како на локално, така и на национално ниво.
Ние од дом, преку нашите зелени советници, ќе бидеме дежурна екопатрола и ќе убедиме општините да ги преземат сите потребни мерки за еколошките жешките точки на вистина да станат историја. Тој ги повика кандидатите за градоначалници и за советници да ја поддржат оваа иницијатива. Поддршка Дом добави од генералниот секретар на Европската зелена партија Жаклин Кремерс, која испрати писмо до нив во кое се наведува дека Европската зелена партија ја поздравува одлуката на Дом за самостоен настап во 43 општини ширум Македонија со 777 кандидати за советници. Анализите кои СДУ ги направи во Битола во изминатиот период укажуваат дека рейтингот на Клаудија Лутовска како личност во Битола е многу мал и незначителен во број на гласови и можеби е добро што решила да се продаде пред првиот изборен круг, наместо откако партијата СДУ со квалитетот на својата изборна програма и гласовите на своите членови и симпатизери во Битола ќе ја обезбеди советничко место и истото да го пазари и продаде на СДСМ. Социјалдемократската унија пак денеска на пресконференцијата упати апел до сите нивни гласачи и симпатизери во Битола да ги казнат Клаудија Лутовски, Менде Диневски и својот глас да не го даваат за овие личности, туку истите да ги дадат за бројот 18 и кандидатот за градоначалник Ѓоко Дамевски. Изградба на канализациона и водоводна мрежа во должина од 3,5 километри во селото Никиштани, кое е единственото населено место на територија на општина Ѓорче Петров, кое досега немаше здрава и исправна вода за пиење. Вети кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров од коалицијата за подобра Македонија Сокол Митровски. Половина од средствата за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општината, другата половина ќе биде обезбедена од местното население. Ивана Митковска. Единственото село на територијата на општината Ѓорче Петров Никиштани, кое досега немаше здрава и исправна вода за пиење, ќе добие водоводна мрежа. Вети денеска кандидатот за градоначалник на Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ Сокол Митровски. Проектот предвидува изградба на секундарна водоводна мрежа низ селото во должина од 3,5 километри, која ќе почне да се реализира по локалните избори. Изградивме резервоар за вода негде со 200 метри кубни, што ќе ги задоволи целосно потребите на ова село и доведовме здрава и исправна вода за децата во школото Никиштани да имаат навистина здрава и исправна вода за пиење. Половина од средствата за реализација на овој проект се обезбедени од буџетот на општината, а другата половина ќе биде обезбедена од местното население. Досега жителите на Никиштани се снабдуваа со вода за пиење од локалните извори, но тоа не ги задоволува потребите на локалното население. Минатата година општината Ѓорче Петров, заедно со местната заедница на селото Никиштани, донесе одлука да го реши овој проблем. За таа цел беше изграден цевковод во должина од 2820 метри, кој го поврзува ова село со селото Орман. Митровски најави дека веќе од следниот месец тендерот ќе биде распишан и изградбата на водоводната мрежа ќе започне. Освен водоводна мрежа, актуелниот и кандидат за градоначалник Митровски најави изградба на канализациона мрежа за потребите на ова населено место. Ова село нема канализациона мрежа, бидејќи неговата надморска височина не дозволувала да се приклучи на актуелната канализациона мрежа, па затоа ова село заедно со Орман ќе биде приклучено на посебна канализациона мрежа, истакна Митровски. Ова канализација ќе биде сепаратна или одвоена заедно со селото Орман. Треба во текот на оваа година ќе отпочне со изработка на физибилити студија. Таа физибилити студија ќе ни отвори, да кажам, вратите за финансиски средства, како што ни отвори врати и за проектот во селото Волково за руралниот дел. Во текот на оваа година ќе биде подготвена физибилити студија и по обезбедување на потребните финансиски средства ќе започне да се реализира и овој проект. За негова реализација, општината финансиски средства планира да обезбеди од невладени организации и од владата на Република Македонија. Во рамки на изборната кампања за предстојните локални избори 2013, Демократската унија за интеграција вечерва одржува митинг во Скопје од 18 часот, додека пак ДП одржува митинг во Чаир од 20 часот и 30 минути. Во трката за градоначалник на град Скопје од ДП е кандидатот Бекин Фазлију, од УЈ Артан Груби, додека пак од НДП е кандидатот Љулзин Фаризи. За градоначалник на општина Чаир ќе се борат Изет Меджити од УЈ, Мухамед Тачи од ДП и Гиктен Хазири од НДП.
Кандидати за градоначалници на ДПА за останатите општини во Скопје и околината се Авни Гафури за Рачиново, Ердмонд Мифтари за Бутел, Мухадин Муртезани за Газибаба, Азбин Уредини за Сарај, Севдил Руловски за Сопиште, Аземи Садики за Студеничани и Ибраим Сума за општина Шутол Ризари. Дуи во општините во Скопје и околината ќе настапи со кандидатите Брахи Маева за Рачиново, Алел Палоши за Бутел, Беки Мурати за Сарај и Фати Исени за Студеничани. Националната демократска природба на локалните избори во Рачиново ќе настапи со кандидатот Фекир Билјали, Блерим Халими за општина Сарај и Мешхир Исмаили за Студеничани. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Вечерва стартуваат надпреварите од кошаркарската Суперлига на Македонија. Актуел. Песните на Тоше ќе се пеат на хуманитарен концерт во Србија. Вечерва стартуваат надпреварите од кошаркарската Суперлига на Македонија. Во дербито МЗТ Скопје го пречекува Кожув. Веднаш по рекламите се спортските вести.